Како што изјавивме пред јавноста по завршувањето на состанокот на председателството на Демократската унија за интеграција на 1 април, ние и официјално денеска ви се обраќаме како фракција на Демократската унија за интеграција. Ние сметаме дека е демократски чин изразувањето на поинакво мислење, функционирањето како посебна групација во рамките на нашата партија, што и помага на партијата да ги коригира пропустите во текот на своето функционирање и ориентација на организацијски и политички план. За жал, 3 години поред алармираме дека не се почитува статутот и програмата на Демократската унија за интеграција, што најдобро го докажува неформирањето на партиски тела за овие години. Меѓутоа, денеска стоиме пред вас како фракција и се обврзуваме дека ќе бидеме неоспорниот глас на потребите и барањата на нашиот електорат, не само на нашиот електорат, туку и на сите албанци, и дека овој глас и ова наша заложба во никој случај нема да го замолчиме. За нас гласот на народот е над се, затоа што ова е гласот на вистинскиот разум и ќе го докажеме на дело правилното, принципиелното и сеопфатното функционирање. Додека ДУИ е нашиот дом, кој сме го граделе со сите сили и не да го извалка некој, сакаме со најголема транспарентност да ја информираме прошироката јавност дека во ДУИ постојат двојни стандарди за време на дебатата и одлучувањето. Бидејќи беа исцрпени сите можности, ние искрено да дебатираме за случувањата во партијата, каде на последниот состанок расправата беше затворена со дадени насоки пред да започне состанокот. Нашиот предлог за гласање доверба на министрите во највисокото партиско тело, Генералниот совет, на арбитрарен начин беше одбиен. Денес и пред јавноста сакаме да информираме дека органите на Демократската унија за интеграција не функционираат според статутот, партиските избори кои се организира пред 1 година во повеќето ограноци на ДУИ, заедно со назначените координатори, се нелегитимни и нестатутарни. Креирањето политички и политичките одлуки се прават исклучиво од страна на министрите на ДУИ. Партиските органи, како Генералниот совет, председателството на Генералниот совет, председателството на Советот, ограноците и локалните совети се третираат како декор. Ние јавно изјавуваме дека сме имале политички разлики во однос на спроведување на пракса на албанскиот јазик. Ние го изразуваме нашиот став дека е политичкиот момент прекарот 20% за албанскиот јазик да се тргне од Уставот. Во извештајот на министрите никаде не се споменува придонесот на ОНА. Ние сметаме дека треба да бидеме подготвени да направиме предлог закон за регулирање на статусот на семејствата на паднатите борци и воените инвалиди. Започна расправата за изборниот законник и е формирана работна група во Министерството за правда. Ние сметаме дека е дојдено време и да предлагаме диаспората да има право да гласа по електронски пат и државата треба да обезбеди услови за тоа. Законот за казината да биде предмет на обсежна јавна расправа и нашиот став е тие да бидат надвор од населените места. Ние сме против зголемување на платите на функционерите и бараме зголемување на минималната плата на 500 евра и просечната плата и платите на државната администрација без исклучок. Затоа што на овој начин можеме да влијаеме на спречување на масовната миграција која ја гледаме секојдневно. Северна Македонија е најцентрализирана во регионот, затоа ги повикуваме оние кои се повикуваат во името на Европскиот фронт да ги зајакнат општините според европските стандарди и што е еден од главните столбови на Охридскиот договор. Почитувани граѓани, ние ќе продолжиме со нашата политичка активност
во базата со членството на партијата, симпатизерите, граѓаните и ги повикуваме сите да не поддржат на овој пат.